Корупцијата како стил на работа и живот, вадење разни дозволи, добивање лиценци, местење тендери, вработувања, митото и корупцијата со децении се канцер на македонското стопанство, алармираат бизнисмените. Ретки биле позитивните примери кои работеле според сите прописи. Бизнисмените го гледаат проблемот во поставеноста на системот, културата, воспитувањето и слабата свест за тоа што треба да представува и каков пример да даде секој член на општеството. Токму затоа и Американскиот Стейт Департмент во најновиот извештај ја нотира корупцијата како главен проблем во земјава. Анализата од Стейт Департментот не е случајна и за жал не е нова. Со години наназад, доколку се следат индексите за корупција во Македонија е на високо ниво, бидејќи системот, ингеренциите, слободата и неказнивоста им дава можности на слоеви во општеството да ја препознаваат, ја употребуваат и ја користат за лично богатење и лични цени. Закони има, но не се спроведуваат во пракса. Фатените во коруптивни активности ретко ја добиваат заслужената казна. Токму неказнивоста ги потикнува луѓето да го изигруваат и злоупотребуваат системот. Властите мора да седнат со заинтересираните страни и преку диалог да работат на подобар систем за борба против корупцијата, велат бизнисмените. Многу мал број на постапки има подигнато обвиненија, а и тие обвиненија не завршуваат секогаш со логично, етичко и морално поставените норми. Секогаш се наоѓа состојба на објаснување зошто учесникот во корупција, без оглед на тоа дали е подмитен или дали ја платил корупцијата или ја понудил, секогаш не завршува со логичниот исход, кога веќе учесникот е дел од една таква акција. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски обвини дека власта лажно ги прикажува само розовите агли на извештајот на Американскиот Стейт Департмент. Тој ги цитираше деловите кои се однесуваат на тоа дека спроведувањето на законите за борба против корупцијата се слаби и селективно насочени кон владините критичари. Во извештајот стои дека многу бизниси кои работат, вклучително и некои американски бизниси, ја идентификуваат корупцијата како проблем во владините тендери и во судството. Стейт Департментот нотира дека бизнисите им давале откази на вработените. Истовремено државата назадуваше 13 места на ранг листата на Doing Business, а пат од 13 места има и според индексот на корупција на Transparency International.